Васил Јованов е осуден на 12 години затворска казна за смртоносното прегазување на Фросина Кулакова, која поминувала на пешачки на зелен семафор. 20-годишникот бил под дејство на алкохол, без возачка дозвола и возил со брзина од 91 км на час, поминувајќи на црвено светло. Не се придржувал кон прописите и со тоа го загрозил јавниот сообраќај, така што го довел во опасност животот на луѓето, иако бил свесен дека поради тоа може да настапи штетна последица, но се согласил со нејзиното настакување. Пресудата во судница ја слушаа сестрата и родителите на Фросина Кулакова. Таткото, незадоволен, ја напушти судницата. Судијата Снежана Марковска при изрекување на пресудата како леснителни околности ги наведе признанието на вина, изразувањето каење, возраста на обвинетиот и неговиот претходен живот како активен студент и спортист. Денешниот ден за обвинителството е поголема победа, затоа што беше изрешена казна затвор, која што во историјата на овој суд и за ова кривично дело и кога станува збор за една почината, една жртва, не била до себе изречена. Животот одамна е докажано дека нема вредност токму според законите на оваа недржава. За тоа оваа пресуда е таква каква е, срамна и тажна за цело општество, за сите нас. Оваа пресуда во ваква висина не е во согласност со воспоставената судска пракса на територијата на апелациониот суд во Скопје. Иста ваква сообраќајна незгода 2019 година на истото тоа место, на истиот пешачки премин само од другата страна е завршена правосилно со 3,5 години. Одбраната на Васил најави дека ќе поднесе жалба на пресудата.